Повеќе од 2 месеци нема откуп на оризот во Кочанскиот регион. Полни вреки стојат во амбарите. Оризопроизводителите револтирани од настанатата ситуација велат 170% од оризот. И додека нивниот ориз стои неоткупен, државата увезува, па се мешаат и квалитети, велат оризарите. Нема откуп, статус кво е од август месец. Значи, гледаме дека испаднат овие проблеми. Анимирано е цело министерство, и министер и влада. За жал, 5 средби со министеро, од секоја средба ситуацијата, значи, се поалармантна беше. И нема откупен на 1 килограм ориз. Што значи, манипулира сите со нас. Ние останавме без пари, а треба да направиме репродукција. Што значи тоа? Производната цена е 26, испод 26 се откупува. Ние како ќе направиме репродукција? Дали е свесен тај министер што се случува на оризарите? Мислам да че уопште не е свесен. Се увезуваше во 24-та година. Тоа не знам зошто се случи. Наводно дека тој ориз кој што се увезуваше од Бангладеш и од азиските земји бил поевтин. И од тие причини настана овој проблем есента, да имаме огромна количина на ориз. И секогаш кога ќе се судрат двата ориза од претходните години и од годинава, доаѓа до криза на пазарот, односно паѓа цената на оризот. Должни по аптеките пари немаат, а оризот во амбарите го јадат птици, велат тие. Со сегашната цена додаваат дека вратени се неколку години наназад. Не може да ги покријат ниту трошоците, па ако нема откупи пари, нема да има ниту ориз наредната година. Никош не е било ориз да не се откупува пред Нова година и по Нова година. А сегашната цена што взимат, што нудат 28 динари до 32, тоа беше 2021. Од 2021 нагоре се добиваме подобри цени. Реколта 2022 имаме 32 со 34, 35. Реколта 2023 имаме 39, 40, 40 динар. Тоа имам документи што може да му го докажа на министер, ја му го покажувам ли он нема стук тоа да ни гледа, едноставно него ни погледна. А оваа година реколта 24 ние е 28 динара. Ние сме со 3 години уназад. Како ние да обстанеме? Ко се живо се качува. Стандартот оде, оризопроизводството паѓа. А што е проблемот? Проблемот е што граѓаните не јадат ефтин ориз. Оризо е на пазарот, па појде оризо 120 динаро. Ево во Штип е 120 динари на пазарот. Оризарите бараат нова средба со министерот како и 6 динари за килограм предадена арпа, бидејќи мерката донесена од страна на владата не се почитува од страна на откупувачите. Токму затоа оризот стои неоткупен. Сега ние тражиме од министерот средба за да се договориме да даде на земјоделците, на производителите по 6 динара на предадено кило арпа. Пошто со откупувачите немат слух за да се откупува арпата. Оризопроизводителите од Кочанско децидни дека доколку не се откупи оризот, ќе организираат нови протести и ќе ги бараат своите права.